Дневник по 20 часот, добро вечер. Ова се најавите за денес. Започнуваме веднаш, гледајте не. Мега скандал. Голем дел од незаконски прислушуваните материјали на Заев пронајдени во фабриката за афери. На 29 декември завршува манифестацијата Велес град на културата 2015. Употребата на пиротехнички средства може да биде опасно за околината. Порталот Прес24 со нови информации околу случајот фабрика за афери. Во денешната статија објавуваат дека се откриени нови детали од оваа афера. Порталот пренесува дека материјалите биле складирани во еден од надворешните хард дискови, а фолдерот во кој биле сместени бил именуван СДСМ Заев. Порталот Прес24 со нови информации околу случајот фабрика за афери денес објавува дека пронајдени се 70.000 незаконски снимени разговори. Порталот пренесува дека овие материјали биле складирани во еден од надворешните хард дискови, а фолдерот во кој што биле сместени бил именуван како СДСМ Заев. Прес24 пишува дека сите разговори се незаконски снимени од македонски политичари, а од комуникациите кои што досега се проверени, постојат индиции дека имало и намера истите да бидат продавани во други држави. Од досегашната истрага било потврдено дека освен техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, Прес24 пишува дека во контакт со првоосомничениот Закир Бекири Виканчауш бил лидерот на партијата Зоран Заев. Подолг период, почнувајќи од почетокот на годинава, двајцата имале интензивна комуникација. Според сознанијата на истрагата до кој дошол Прес24, Заев и Бекири имале средба и во седиштето на СДСМ. Во најновата статија поврзана со овој мега скандал, порталот Прес24, повикувајќи се на изјави од познавачите на состојбите, пишува дека започнува процес на разоткривање на намерите на Зоран Заев преку медиуми од надвор да се отпочне со пласирање на приватни разговори кои што се дел од незаконски прислушкуваните материјали. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ синоќа одржа трибина во Свети Николе. Во рамки на проектот на Македонија и треба твојата идеја, младите од Унијата представија дел од проектите кои потекнуваат токму од идеите на младите. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ на трибина синоќа ги охрабрија младите од Свети Николе да ги презентираат своите идеи. Во рамки на проектот на Македонија и треба твојата идеја, младите од Унијата представија дел од проектите кои потекнуваат токму од идеите на младите. ВМРО ДПМНЕ е партија која што им дава шанса на младите, иако во одреден момент личниот проблем на некога кој не вработен може да му изгледа ненадмирлив. Меѓутоа, у нас има премногу примери дека шанси се даваат. Јас лично сум себе си еден пример за тоа, затоа што мене ми било дадена шанса од оваа партија. Според координаторот на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ од Источна Македонија, Иван Јорданов, идеите кои младите ги предлагаат, дел се реализирани, а дел ќе бидат реализирани. Сите овие работи кои што претходните говорници ги напоменаа, сите овие работи кои што јас накратко сакам да ви ги пренесам, верувам дека вие кои што сте така наречено апостолите на ВМРО ДПМНЕ ќе успеете да ги проширите до вашите врсници, до вашите другари, пријатели, роднини, да ги пренесете работите кои што во изминатиот период благодарение на владата на Република Македонија беа реализирани и во иднина ќе се реализираат. Дел од идеите кои ќе бидат предложени ќе бидат инкорпорирани во програмата со која оваа политичка партија ќе води својата политичка кампања. Младите се движечка сила во нашето општество, во нашата држава. Тие навистина знаат што им е потребно, тие навистина имаат идеи да придонесат за подобра иднина која што ќе градиме сите заедно тука во нашата држава, и досега можам да истакнам дека се собрани на ниво на целата кампања околу 5000 идеи кои што подоцна ќе бидат вметнати во изборната програма. Една од идеите која беше представена пред членовите на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ беше стипендирање на докторски студии за оние студенти кои со висок просек ги завршиле мастер студиите.
Започнува активноста Се бориме за секое работно место. Оваа активност има за цел кариерно советување и давање информации за отворените работни места, како и на сите баратели на работа да им се понудат слободните места и мерките за вработување што ги нуди државата. Новата активност Се бориме за секое работно место ја презентираше заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Истата ги таргетира и невработените лица и работодавачите и има за цел кариерно советување и давање информации за отворените работни места. Исто така треба да се допре до сите активни баратели на работа, да им се понудат слободните работни места и исто така да им се понудат мерките за вработување кои што ги нуди државата. Да ги посетиме сите општини во нашата држава, да организираме прво форуми со работодавачи, во кои што ќе оствариме средба со компаниите од секоја општина, ќе бидат поканети сите компании кои што сакаат да учествуваат. Второ, форуми со млади, невработени лица, активни баратели на работа. Трето, со невработени лица од 30 до 40 години и четврто, со повозрастни лица над 50 години. Во моментов, според податоците на Агенцијата за вработување на Република Македонија, во Македонија има над 4900 слободни работни места во домашните и странските компании. Оперативниот план за активни мерки и политики за вработување почнува на почетокот на 2016 година. Сите мерки и активности кои владата ги спроведе изминатиот период допринесоа невработеноста во Македонија да достигне до историско најниско ниво на 25,5% заклучно со третиот квартал на 2015 година. Аерозагадувањето во Велес е на ниско ниво. Од еколошкото друштво Вила Зора велат дека најмалку што може да се направи е гасификација во градот, кое што ќе реши добар проблем од процентот на загадувањето што се наоѓа во воздухот, а со тоа и PM10 частичките значително ќе се намалат. Велес на времето беше најзагаден град на Балканот. Со затворањето на топилницата, состојбата е значително подобрена. Во однос на Тетово, Скопје или други градови во земјава, присутноста на PM10 частичките во воздухот се значително помалку. Сепак останува загадувањето на воздухот од домаќинствата, помалите инсталации и сообраќајот. Најмалку што може да се направи е, како и во целата држава, гасификација на градот, која што ќе реши добар проблем од процентот загадувањето кој што се наоѓа во воздухот и како и во другите градови ќе падне многу концентрацијата на PM10 и PM2,5 частичките. Аерозагадувањето представува голем проблем за граѓаните. PM10 частичките се штетни за здравието на човекот, бидејќи навлегуваат длабоко во дишните патишта, оставајќи сериозни последици. Минатата година Светска банка ја постави Македонија на 5-то место во Европа според стапка на смртни случаи поради загадувањето на воздухот со PM10 частички. На 29 декември завршува манифестацијата Велес град на културата 2015. Организаторите локалната самоуправа задоволни од реализираните настани. Градоначалникот Чадиев, сублимирајќи ги резултатите од проектот Велес град на културата, потенцира дека благодарение на поддршката која општината ја има од уметниците, наместо планираните 94 реализирани се 188 културни настани. На 29 овој месец изведба на представата Приказни од честиот кат се затвора годинешната манифестација Велес град на културата. Организаторите локалната самоуправа задоволни од реализацијата на планираните настани. Градоначалникот Чадиев, сублимирајќи ги резултатите, вели дека благодарение на поддршката која општината ја има од уметниците, од почетокот на оваа година до денес, наместо 94, реализирани се 188 културни настани. Реализирани се рекордни 42 театарски представи, 25 изложби, 23 традиционални манифестации, 30 промоции на книги, 43 музички концерти, 9 филмски проекции, пред 5 меѓународни манифестации, 6 фолклорни концерти, 3 представи за деца, 2 концерта за деца.
Во оваа бројка не ја вбројуваме и отворената новогодишна сцена, што ќе се реализира во Младинскиот парк во периодот од 25 до 31 овој месец. Театарската сцена е местото каде што се случиле најмногу од настаните. Ова за директорот Витанов значи потврда дека новата театарска зграда е културниот дом на Велешани. Значи на 26-ти ќе биде изведена представата Спанач со пржени компири, една убава шармантна комедија, кој не гледал дека дојде нека гледа. Потоа на 27-ми во недела ќе биде изведена представата Ноќите во бел сатен. А во понеделник на 28-ми представата Класен непријател на малата сцена. На 29-ти е представата Приказни од шестиот кат на големата сцена, со која ќе биде свечено затворена манифестацијата Велес град на културата. За реализација на проектот Велес град на културата, општината имаше одобрен буџет од 2.900.000 денари. Најголем дел од средствата се државни пари, обезбедени преку Министерството за култура. Вкупно, со 188 реализирани манифестации, проектот Град на културата чини околу 2,5 милиони денари. Проектот Град на културата е од национално значење, а Велес повтор пат беше носител. Од општината велат и до година бројот на културни манифестации ќе биде голем. Според планот, наредната година 100 настани ќе ја промовираат македонската култура. Локалната библиотека Гоце Делчев во соработка со клубот на писатели од Велес организираше литературен конкурс на тема новогодишни желби. На конкурсот учествуваа ученици од 1 до 9 оделение, каде имаа можност да ги искажат новогодишните желби. Мири во светот, среќно и безгрижно детство, другарство без мана, по некоја тетрадка и играчка. Ова се новогодишните желби на учениците од основните училишта во Велес. Тие своите желби ги преточија во стихови по повод литературниот конкурс на тема новогодишни желби. Локалната библиотека Гоце Делчев во соработка со клубот на писатели на Велес, овој конкурс го организираше со цел одбележување на роденденот на Коста Солев Рацин, а учествуваа учениците од 1 до 9 оделение. Имено се работи за литературен конкурс, не беше ограничено дали се работи за поетски или прозни творби. Сосема случајно сите добитници на наградите се автори на поетски творби. Им се работи за конкурс кој што беше распишен во 3 категории, тоа категорија од 1 до 3 оделение, категорија 4, 5 и 6 и категорија 7, 8 и 9 оделение, важеше само за основните училишта. Можеме се пофалиме со навистина одличен одзив, некаде 80 на творби пристигна. Со завршувањето на литературниот конкурс денес беа доделени скромни подароци за најдобрите 3, секој во својата категорија. Надлежните и оваа година упатуваат совет до младите да не ги употребуваат штетните пиротехнички средства, бидејќи нивната употреба може да биде опасно за нивното здравје, а исто така и за околината. Отсечени прсти и оштетен вид, ова се нечестите повреди од употребата на петарди. Младите да ги изостават забавите во кои што се употребуваат овие штетни пиротехнички средства. Ова е пораката која денеска ми опатија надлежните од Велешката полиција. Последиците од нивна употреба секоја година се регистрираат повредени во медицински центар, така да има деца со поштетени раце, прсти. Штетно е и звукот што го дава, стресно делува на останатите што не ги гледаат, а ги слушаат, и вдишувањето на микрочестиците. Несоодветната употреба на петарди може да биде причина за предизвикување на пожар. Препорака значи во затворени простори, односно во своите домови да не фрлаат петарди, да не користат, заради тоа што може да се запалат самите куќи или самите станови. Ако оваа едукативна вежба е причина барем половина од децата кои денеска беа во Младинскиот парк да не ги употребуваат петардите, ние сме ја постигнале целта, велат организаторите. И оваа вежба не научи на тоа дека и ќе им го штетиме животот и на нашите родители, со тоа што ние ќе се повредиме. Јас сега нема да употребувам петарди затоа што знам дека се опасни. Според информациите од полицијата, зачестените контроли се причина годинава продажбата на петарди во Велес да е намалена. Инаку казната за нелегална продажба на пиротехнички средства се движи од 200 до 400 евра.
Младинскиот форум на Турската демократска партија денеска по повод раѓањето на пророкот Мухамед на граѓаните на општина Велес им поделија локуми. Целта на овој проект е да се покаже дека исламот всушност не е терор, туку религија која повикува на морал и добро живење. На денешен ден пред 571 година роден е пророкот Мухамед. Младинскиот форум на Турската демократска партија денеска по повод раѓањето на пророкот Мухамед на граѓаните на општина Велес им подарија локуми. На доброспакуваните локуми кои ги подели младината на овој форум на македонски и на турски јазик беа напишани поучни зборови кои што ги кажал пророкот Мухамед. Истите во исламот се познати како хадици. Целта на овој проект е да се покаже дека исламот всушност не е терор, туку религија која повикува на морал и добро живење. Младите од форумот на Турската демократска партија се надеваат дека ќе успеат во представувањето на исламот како религија која пред се предпочита соживот со останатите граѓани од другите етнички заедници. Во координирана акција на Основното јавно обвинителство Скопје и Управата за финансиска полиција, во текот на вчерашниот и денешниот ден од слобода се лишени 19 лица кои денес се изведени пред судија на претходна постапка. Надлежниот јавен обвинител до судијата на претходна постапка поднесе предлог за определување на мерка притвор за 2 лица за кривично дело, примање подкуп. Во исто време, надлежниот обвинител до судијата на претходна постапка поднесе и барање за издавање на привремена мерка забрана за отугување и располагање со недвижен имот за 2 правни и 32 физички лица. Акцијата е како резултат на повеќе месечна координирана активност на Основното јавно обвинителство Скопје и Управата за финансиска полиција за откривање и утврдување на кривични дела и нивни сторители, поврзани со незаконски активности во Агенцијата за катастар на недвижности, Центар за катастар на недвижности Скопје. Во продолжение и останатите вести од Македонија. Во 9 месеци од оваа година остварена е добивка за 54,2% поголема од истиот период лани. Ова е доказ дека расте профитабилноста на банкарскиот систем. Во третиот квартал од 2015 година продолжи солидниот раст на македонската економија, поддржан од кредитната активност на банките, кои што во услови на здрава, солвентна и ликвидносна позиција и зголемена профитабилност ја поттикнуваа понудата на кредити, стои во последниот извештај на Народната банка на Република Македонија. Причина за зголемената добивка се намалените каматни расходи, што условија раст на нето каматниот приход, како и раст на другите редовни приходи. Во споредба со септември 2014 година, бројот на банките кои што остварија добивка е зголемен од 9 на 10, а нивното учество во вкупната актива на банкарскиот систем од 68,6% се искачи на 90,7%. Вообичаено носители на позитивниот финансиски резултат се поголемите банки, кај кои се концентрирани 86% од вкупниот финансиски резултат. Во рамки на посетата на Пекинг, министерот за одбрана на Република Македонија Зоран Јолевски оствари средба со генералот Чхан Ван Куан. На истата е донесен заклучок дека соработката во одбраната меѓу Македонија и Кина е на мощно високо ниво и треба да се работи интензивно на нејзино натамошно зајакнување и унапредување. Јолевски истакна дека соработката во областа на одбраната е дел од севкупните билатерални односи и придонесува за нивно натамошно јакнење. Исто така изразил благодарност за досегашната поддршка од страна на Кина, која вклучува воена обука и едукација на кадри. Министерот ја искористил можноста да го посети Универзитетот за национална одбрана, остварил средба со менаџментот на една од најголемите кинески компании Полигруп, а ќе ја посети Академијата за специјални операции. Инаку соработката помеѓу Република Македонија и Народна Република Кина на полето на одбраната започна од 2004 година, кога беше и потпишана спогодбата за соработка. 11 членови на терористичка група уапсени во Мароко. Околу 1 милион илегални мигранти пристигнале во Европа. 15 терористи уапсени во Сараево. Вестите од светот во продолжение.
Високиот комесар на Обединетите нации за бегалци Антонио Гутереш информираше дека речиси 1 милион легални мигранти, од кои над 500.000 сиријци пристигнале во Европа по Средоземното море од почетокот на годината. На седницата на Советот за безбедност на Обединетите нации, посветена на хуманитарната ситуација во Сирија, Гутереш посочи дека Високиот комесаријат на Обединетите нации за бегалци спровел анкета меѓу 1200 сиријци бегалци, пошто резултатите потврдиле дека Сирија доживува огромен одлив на мозоци. Високиот комесар предупреди дека бегалците од Сирија во Блискиот Исток тонат во беда и се принудени да бараат пат кон Европа. Според податоците на Обединетите нации и Светската банка, 9 од 10 сиријци во Јордан и Либан живеат под прагот на сиромаштијата. Во многу случаи ним не им се дозволува да бараат работа, поради што без екзистенција се наоѓаат цели семејства. Само половина од сите деца бегалци одат на училиште, истакна Гутереш. Единаесет членови на терористичка група уапсени во Мароко. Групата, според ТАС, подготвувала напади за време на новогодишните празници. Тие действувале во неколку градови во земјата, во Фес, Сефра, Мулај, Јакуба, Таунат и Мисура. Апсењата биле извршени од полицијата при истовремени операции во сите населени места каде што се наоѓале терористите. Овој месец во Мароко беа ликвидирани неколку групи кои действувале во големите градови како Фес и Казабланка. Во Мали пак, владата прогласи 10-дневна вонредна состојба од полноќ како последица на низа закани од неименувани джихадистички групи. Вонредната состојба има за цел да се дадат на соодветните власти средства кои ќе им овозможат да превземат мерки против заканите по безбедноста на луѓето, се наведува во владината изјава. Во антитерористичка акција на полицијата, 15 лица осомничени за тероризам се уапсени во Сараево. Полицијата откри документи кои покажуваат дека групата подготвувала голем терористички напад. Уапсен е еден од водачите на групата, а пронајдено е и знаме на Исламска држава. Според полицијата, осомничените биле во контакт со радикални групи, лица повратници и лица кои моментно се наоѓаат на боиштата во Сирија и Ирак. Антитерористичката акција била спроведена во 2 места за верски собири и повеќе стамбени објекти на повеќе локации во Сараево. Македонскиот женски фудбалски тим Тиверија одигра пријателски меч со Екометот Пловдив Бугарија со резултат 8:4. Фудбалерите на Арсенал го совладаа Манчестер Сити со 2:1. Во продолжение останатите вести од спортот. Македонскиот женски фудбалски тим Тиверија пред новогодишните и божињните празници одигра пријателски меч со Екометот Пловдив Бугарија и го доби со убедливи 18:4. На надпреварот кој се одигра во Струмица како специјални гости настапија македонската репрезентативка Наташа Андонова од Розенград и Лидија Кулиш од Турбине и двете постигнаа 4 гола. Покрај двете искусни фудбалерки во мрежата на противникот погодија Сара Граматикова, Росана Динева и Викторија Панчурова. Екипата на Тиверија по 9 одиграни кола во македонското првенство се наоѓа на 6-то место на табелата со 4 победи и 5 порази. Одбивањето да го облече дресот на репрезентацијата на Македонија на неодамнешното европско првенство во Загреб најверојатно е главната причина што името на Перо Антик не може да се види во ниту една листа за избор на најдобри кошаркари, односно спортисти на 2015-та. Нешто што дефинитивно го заслужи со прикажаното на теренот во изминативе 365 дена. Крилниот центар во првата половина од годината настапи во конференциското финале од НБА лигата во дресот на Атланта Хокс, а во изминативе неколку месеци беше еден од адутите на Фенербахче во обид да се дојде до титулата во Евролигата. Сепак и покрај сето ова Антик беше заобиколен во изборот на Македонската кошаркарска федерација, која ќе го круниса Војдан Стојановски, чија година на клупски план дефинитивно не беше на нивото на ветеранот.
Најдоброто лево крило во Лигата на шампионите за минатата сезона, вардарката Сираба Дембеле влето ќе се пресели во Ростов Дон. Уште на крајот на ноември клубот потврди дека капитенот на француската репрезентација нема да го продолжи договорот со Вардар, кој истекува во јуни 2016 година. Француските медиуми информираат дека нова дестинација во кариерата на Дембеле ќе биде Ростов Дон. Една од главните причини за заменувањето на Дембеле од Вардар било ниското ниво на квалитет во македонското првенство и недостатокот на надпревари. Крилото дојде во Вардар во 2013 година и ја игра третата сезона. Ростов ќе биде незината трета странска дестинација по Рандерс и Вардар. Фудбалерите на Арсенал го совладаа Манчестер Сити со 2:1 во последниот надпревар од 17-тото коло и со тоа покажа дека оваа сезона се најсериозен кандидат за титулата во Премиер лига. Играчите на Арсен Венгер, победникот, го решија во првото полувреме, кога Тио Волкот и Оливие Жиру го совладаа голманот на Сити Џо Харт. Почесниот гол за граѓаните го постигна Јаја Туре. Сити на Емирати во Лондон го имаше поседот на топката, но тешко се справуваше со контранападите на Арсенал. Два такви брзи напади во првото полувреме му донесоа убедлива предност на Арсенал. Откако беше потврдено дека Пеп Гвардиола го напушта Баер на крајот на сезоната, не требаше многу време да се појават првите шпекулации за овој извонреден стручњак. Имено собственикот на Челси Роман Абрамович го сака Гвардиола по секоја цена на Стенфорд Бридж, откако во 2012 година каталунскиот стратег ги одби сините. Меѓутоа Челси не е сам во трката за неговиот потпис. Манчестер Сити исто така припреми одлична понуда, но според англиските медиуми Абрамович е спремен да понуди многу повеќе од било кој друг клуб. Доколку Гвардиола ја прифати понудата на сините, ќе има голема слобода за доведување на играчи во летниот преоден рок и огромен буџет за трансфери. Кевин Дурент со поените постигнати на 5 секунди до крајот на мечот го реши дербито во НБА лигата помеѓу Лос Анџелес Клиперс и Оклахома со 99:100, што беше 11-та на последните 14 надпревари за кошаркарите на Оклахома. Дурент на 5 секунди до крајот на дербито во последниот напад го блокираше шутот на Крис Пол. Мечот го заврши со 24 поени, 9 скока и 7 асистенции. Најпрецизен кај Оклахома беше Расел Вестбург со 33 поени. Кај Клиперси, кои сезонава има големи проблеми со повредите на одредени играчи, најефикасен беше Крис Пол со 32 поени и 10 асистенции. Времето ќе биде сончево и релативно топло со мала облачност. Ке дува слаб долж по Вардарието по времено умерен ветер од северен правец. Да ги погледнеме деталите за временската прогноза. Тоа беше се во овој дневник. Имајте пријатна вечер и останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!